Кои се очекувањата до 18 август, за кога е закажана пленарната седница за гласање на потребата од уставни измени? Денес работата на Уставната комисија покажа дека ни еден пратеник од ВМРО-ДПМН и коалицијата нема гласа за уставни измени под диктат. Тоа е јасно. Денеска сите лаги се распрснае како меур од сапуница. Денес заврши пропагандата и се виде кои се јасните ставови на сите политички партии. Во Комисијата за уставни прашања има 17 члена, од кои што 7 се на ВМРО-ДПМН, сите 7 гласавме против, јас сум еден од тие 7 кои што гласаја против, така што јасна е волјата на пратеничката група на ВМРО-ДПМН. Ние бараме да не се чека до 18 август, туку ако може уште утре или задутре да се стави на гласање на пленарна седница со цел да пропадне оваа фарса која што ја прави власта и да се види дека власта нема двотретинско мнозинство и дека ниеден пратеник од ВМРО-ДПМН и коалицијата не е спремен да поддржи уставни измени под бугарски диктат. Така што еве барам од владеачкото мнозинство, ако можат уште утре или заутре да ја свикаат пленарната седница, да не чекаме до 18 август за да видат сите кои се позициите на сите политички партии. Јасно е дека власта нема мнозинство. Денеска уште еден пратеник од власта кажа дека нема гласа за уставните измени, тој е трет пратеник од власта кој што кажа дека нема гласа за уставните измени, така што е јасна ситуацијата, а јасна е народната волја која што ВМРО-ДПМН испочитува и морам уште ова го споменам. Оваа генерација на ВМРО-ДПМН покажува дека држи до ставовите и дека кога ќе каже не, тоа не останува не. Долго време го чекавме и предлогот од влада да стигне до собрание. Вие цело време апелиравте и укажувавте на тоа што побрзо да биде закажана седницата. Што доколку сега повторно власта развлекува и си игра со датумите, народски кажано, за закажување на седницата? Тоа ќе го покажува само очајот во кој што се наоѓа оваа владеачка структура на СДСМ и на ДУИ, но ќе и потрошат време на Македонија. Ние предлагаме веднаш да се стави на гласање, да се види дека ниеден пратеник од ВМРО-ДПМН и коалицијата нема да го поддржи овој предлог за уставни измени, тие уставни измени ќе пропаднат и веднаш после тоа се распушти собранието и да одиме на брзи предвремени избори на кои што граѓаните би можеле да го кажат своето мислење и да изразат сопствената волја. Ние предложивме неколку термини во тек на месец октомври, кои што според нас се идеални за организација на предвремени парламентарни избори и го исполнуваат условот од 60 дена за организација на избори. Доброволно се откажуваме од техничка влада, не сакаме да има техничка влада, со цел тие 100 дена да се скратат на 60 и да има во октомври на предвремени парламентарни избори. До пленарната седница има уште отприлика 3 недели. Очекувате ли да има или дали има воопшто притисоци врз пратениците од ВМРО-ДПМН? Стабилно ли е единството во опозицијата? Притисоци може да има и тие притисоци е прашање дали поминуваат или не. Притисоците не поминуваат затоа што за да притиснете некого треба да има за што да го притиснете. Сите 44 пратеници на ВМРО-ДПМН и коалицијата се честни луѓе, патриоти луѓе кои што го почитуваат гласот кој што граѓаните го дале за нив, исто така силно се посветени на една просперитетна еднина Македонија и кај нив притисоци не поминуваат, всушност тоа го покажавме и денес со гласањето на Уставната комисија.